24.500, а денес минималната плата е зголемена за 1.500 денари, а потрошувачката кошница е зголемена за 10.000 денари. Така стоки и услуги. Овде со трик сте сакале да ја заскриете состојбата, која што навидно ја намалува истата ставка, а внатре, кога ќе отворите во подпрограма договорени услуги, која е најголема од сите ставки во стоки и услуги, имате зголемување и таа се изнесува вратовлади 940 милиони евра, или за 35 милиони евра повеќе од минатата година ќе трошите на договорени услуги. Кај капиталните расходи, веќе ги зголемивте средствата, како што велите во ребалансот на буџетот во однос на основниот буџет за 5,8 милиарди денари, но при тоа добро е да се напомене дека и вака предложениот буџет за капитални расходи е понизок во однос на минатогодишниот и генерално и за претходните неколку години за капитални расходи, кои што еве за подсетување само минатогодишниот буџет имаше предвидено преку 20 милиони евра повеќе за капитални инвестиции од овој што денес со ребалансот го предвидувате. На развојниот карактер на овој ребаланс на буџет, должност ми е како народен пратеник да направам една јасна паралела, да погледнеме каде бевме, а каде сме денес. Дише или стагнира. Ова покажува стабилност и раст на приходната страна, што е показател дека економијата работи. Со овој ребаланс, вкупните приходи, прашате како стигнавме до ова. Не со притисоци, туку со системска борба против сивата економија и одговорна наплата. Во првите 5 месеци од 2026 година, вкупните приходи изнесува 140 милиарди и 162 милиони денари, што е за 5,7% повеќе во споредба со истиот период од минатата година. Во првите 6 месеци од оваа година, по основ на царини, имаме инкасирано дури 50 милиони евра повеќе во однос на 2023 година. 37 милиони денари повеќе. Ова е историско зголемување на средствата за капитални инвестиции за 14,5% во однос на иницијалниот